Тија поканата за учество и се нафатија и по 20 години да се осврнат на еден од најтешките моменти, предпоставувам во нивните кариери, а и во периодот по осамостувањето на Македонија генерално. И секако на сите заинтересирани граѓани кои на Zoom платформата ќе следат дискусијата на темите за и околу паралелно то известување на медиумите на македонски и на албански јазик за време на конфликтот 2001. Дозволете ми да ги представам денешните панелисти, особено чест ми е, почнам со дамите. Госпоѓа Билјана Спасевска-Георгиевска, уредничка во ТВ Клан, новинарка која во кариерата работела во бројни медиуми, претходно беше уредничка во ТВ21, но посебна тежина има нејзиното богато искуство како новинарка во македонскиот сервис на BBC во Скопје и во Лондон. И за време на конфликтот од 2001-та таа работеше како известувач за BBC. Потоа госпоѓа Гордана Дуњак, уредничка на неделникот Фокус, со 3 децениско, ако не грешам, искуство како новинар и уредник во Нова Македонија и во Утрински весник, но и активист за човекови права со истакнато учество во иницијативата за помирување РЕКОМ. Господин Джелал Незири, истражувачки новинар, аналитичар кој веќе 13 години е представник на проектот Скуп од Данска, каде ги координира националните и транснационалните истражувачки стори и коосновач и директор на Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија, кој во 2001-та бил новинар во весникот на албански јазик Факти. Панелистите и модераторот се новинари уште од минатиот век и заедно имаат буквално 100 години искуство во новинарството и во секојдневната работа во медиумите, но со нас денеска и доктор Ветон Лјатифи, професор, екс-председател на Управниот одбор на Универзитетот на Југоисточна Европа и поранешен председател на Институтот Макс ван дер Штул, кој е автор на неколку книги од областа на политичките односи, на политички науки и меѓународните односи, од кои за денешна дискусија секако за нас се најважни неговите истражувања за процесот на преговори кои доведоа до Охридскиот рамковен договор со кој 2001-та беше сопрен вооружениот конфликт во Македонија. Кога ми беше понудено и кога ја припатив поканата за учество и задачата да ја модерирам денешната дискусија, морав да на господица Раими да и го истакнам мојот и тогашен и сегашен хендикеп, и тогаш и сега не знаев и не знам албански, и моите согледби за 2001-та са известувањето на другата страна, да се сведуваат на медиумските извештаи на албанските колеги кои беа преведувани на македонски. Исто така го посочив и мојот личен став, дека и по 2 децении ние сме два света, за жал, и дека тие два света и премногу се доближуваат, и дека паралелното известување и без војна е се уште на дело, зашто едноставно не постои заедничка публика. Во филмов имавме можност да видиме, да проследиме изјави од новинари, од аналитичари, од директни учесници во конфликтот на обете страни, во униформите на обете страни, и нивните ставови за начините на кои известува медиумите. Ќе почнам со прашањето за дамите, односно по редоследот со кој ги представував панелистите. Еве, од господја Спасовска-Георгиевска, каков е вашиот став за филмот, за ставовите во него и за онаа значајна нишка на крајот од филмот?
доза на оптимизам, дека иако конфликтот не дочека неподготвени и како општество, и како новинарство, и како медиуми, и како новинари, дека сепак новинарите во Македонија не го доразгоруваа огинот, дека не се сведоа на воени хушкачи како дел, за жал, од нашите колеги на просторите на бивша Југославија. Добро вечер на сите. Драго ми е што учествувам вечерва во ваков настан и ова сето ми ги освежи сите тогашни случувања, нашата работа, секојдневното патување од Скопје, од канцеларијата до локациите каде што се одвиваше тој конфликт. Изјавите во филмот само ми ги освежија и дилемите од тој период кој очигледно траа 20 години. Не е постигнат консензус за конфликтот и натаму, во зависност од страната која анализира, различно се толкува. Очигледно ни по толку години нема широко одобрување дека краток, локализиран и контролиран конфликт навистина беше решение за тој меѓуетнички гап во Македонија, или сето тоа можеше да се постигне во мир низ започнатите демократски процеси. Јас ке се согласам, Синиша, дека навистина секој конфликт, и тогашниот, и не дај Боже некои идни, секако можат да се решаваат преку преговори со мирни средства. Огорченост очигледно остана кај припадниците на македонските безбедносни сили, но огорченост, како што видовме, има и кај припадникот на ОНА, учесник во филмот, првиот заради политичкото профитерство на грбот на борците, како што рече, заборавени, оставени тогаш во прашина, сега со последици и со болести, а другиот затоа што нивната идеја не била прикажувана кај македонците на начинот на кој сакале, односно биле прикажувани како терористи. Факт е дека во ваквата поделеност тогаш исто така се лоцираа медиумите, широко прифатени и тапшани по рамо беа од својата заедница, беа новинарите кои јас ги нарекував новинари навивачи, дел од дописниците за странските медиуми исто така, и морам да признам не сите. Јас бев меѓу оние што беа етикетирани од македонската заедница како недоволно патриоти, помалце предавници, шпиони, секако бидејќи работев за странски медиум, платеници и така натаму, но подоцна ќе објаснам зошто, бидејќи имаме и тема за личните искуства. Јас на овој заклучок на крајот дека медиумите можеби не долеваа многу масло на огнот, ќе речам дека тие не помогнаа многу за гасење на огнот. Навистина нема да ги споредувам со медиумите во остатокот од поранешна Југославија, но сепак ми се чини дека и во тој период можеа малце повеќе да помогнат. Затоа што македонските медиуми со месеци само ги пренесуваа соопштенијата од безбедносните сили, од државните кабинети, така наречените сведочења од познавачи на ситуацијата, од типот на полето беше поцрнето од црни униформи нападнати припадници на ОНА, тоа добро се сеќавам, имаше еден таков извештај во весникот, тогаш позната новинарка, без да покажат лик, глас, име, презиме, со кого тоа водиме војна или со кого тоа се случува тој конфликт. Дури после не знам колку месеци точно, не успеав да се сетам, тогашен дневник се охрабри на 2 страни широко да објави фотографии од челните луѓе на тогашна ОНА и да објасни кои се луѓето за да видиме која е другата страна. Медиумот во кој јас работев не работеше така од повеќе причини и ќе оставам подоцна, како што е редоследот на оваа дискусија, да објаснам како работевме, зошто бевме тогаш третирани така, но и зошто понатаму никогаш не почувствував грижа на совеста. Навистина морав да објаснувам дома, па дури и пред собственото дете, дека не сум предавник затоа што работам во иста канцеларија со албанците со кои војуваме и така натаму, но тој период не беше лесен, го поминавме и се надевам дека нема никош да се врати. Филмот го покажа тоа главно, дека домашните медиуми јавуваа 2 вистини. Факт е дека останаа поделени, но сепак има напредок, јас тоа ме радува. Тука ќе застанам за да дадеме простор сите да кажеме. Благодарам, Билјана. Госпожа Дубњак, какви се вашите
да кажем, спомени од 2001-та, односно колку овој филм и колку ставовите на аналитичарите, кои беа и новинари пред да станат аналитичари и професори, како тие ја оценија 2001-та? Колку се сте согласувате со? Госпоѓа Дувњак изгледа не е вклучена во моментов. Јас барем не ја гледам. Джелал, дали би можеле, господин Незири, дали би можеле да продолжиме додека видиме што се случува со врската со госпоѓа Дувњак? На истото прашање, еден ваше кусо резиме околу филмот пред да почнеме со личните искуства како новинари во тој период. Да, може и Джелал, не мора со господин Незири, зашто колеги сме и јас и ви се обраќам со Синиша. Филмот беше многу квалитетен како документарец. Ја отсликуваше целата таа ситуација која беше реалност во тоа време. Соговорниците во филмот беа навистина компетентни за да зборуваат на сите овие теми, поврзани со известување од конфликт или воено известување и професионално известување исто време. Значи, филмот ги прикажуваше сите можни аспекти од тој конфликт. Значи, имаме историите од самите учесници во тој конфликт доле, и ги имаме историите од самите новинари кои известуваа за тие настани. Се согласувам дека тогаш мислам дека поистакната беше таа поделба на етнички македонски и етнички албански новинари и медиуми. Беше поистакнато известувањето, начинот на известувањето, аголот, светогледот кон нештата. И фактички точно е тоа што беше кажано, дека ние живеевме во два различни света, кои нема и многу комуникација. Единствена комуникација на новинарите, но и на граѓаните, воопшто, со условно кажано другата етничка заедница, беше преку политиката. Значи, ако, мислам дека Сефер тоа го спомна, дека ако две политички партии кои има националистичка реторика, како што беа тогаш ВМРО и ДПА, одлучуваат тие да склучат договор за владење и имаат добри односи помеѓу нив, тоа ќе се отсликуваше и на терен помеѓу обичните луѓе, кои беа симпатизери на тие политички партии. Тоа исто така ќе се отсликуваше, мислам дека и денеска тоа е така во тој однос и во начинот на кој медиумите известуваат. Особено државните медиуми и медиумите кои беа провладени во тоа време. Значи, ако беше интерес на политиката тие односи да бидат порелаксирани, и такви и беа, фактично. Затоа јас мислам дека конфликтот во 2001 година не беше само етнички. Мислам дека беше и политички на некој начин конфликт. Зашто да беше етнички конфликт или меѓуетнички конфликт, тогаш немаше да се случи, да речеме, ДПА и ПДП да бидат дел од власт. Тешко е да се дефинира, мислам дека и господјата и господјицата Исмановска тоа го имаше кажано во незината изјава. Тешко е да се дефинира од каква природа беше конфликтот. Тешко е уште денеска да се согласуваме и за термините кои што треба да се употребуваат за учесниците во тој воен конфликт. Не успеавме, да речеме, да
да создадеме една точка на обединување од 2001 година, кон која ќе се чува, кон која каде ќе оддаваме почит, значи ќе оддаваме почит на сите тие што погинаа на таа војна и сите тие беа државјани на Република Северна Македонија. И денеска ние имаме различни страни каде се оддава почит. Се оддава почит секој, условно кажано, на неговата група, етничка група, и тоа покажува индикатор дека се уште немаме некој консензус за тоа што се случи во 2001 година. Јас мислам дека после 20 години си доволен е периодот за по системски да се пристапи кон дефинирање на тоа што се случи во 2001 година. Сега пооптеретени сме, растеретени, изменете сме со идеологии, со притисоци, со така наречени општествени тирани и за ние да мислиме и размислуваме како што другите, мнозинството предпочитува, така што имаме можност од оваа временска перспектива посмирено да гледаме на настаните и можеби да постигнеме консензус за работите кои што денеска ги гледаме од различен начин. Благодарам, Джелал. Гордана, се договоривме, нема да персираме. Каква е твојата оценка за филмот? И особено ме интересира ставот за има ли место за оптимизмот кој провејува на крајот од аспект на новинарите и новинарството? Изгледа дека во врската со Гордана имаме некој технички проблем. Да, се исклучи, ќе почекаме да се вклучи пак. За тоа време, професоре, дали може да почнеме со вас? Се надевам дека ќе ги чуете оценките на тројцата новинари кои директно беа инволвирани со својата работа, ги покриваа конфликтите 2001. Мене ме интересира вашата оценка за филмот, за ставовите на вашите колеги аналитичари. Особено поради дефиницијата на 2001, оти еден од снимените во документарецот вели дека е исплашен од тоа што млади луѓе родени после 2001 се уште се мразат. Како гледате на филмот? Колку одговори на прашањата? Ве поздравам сите, прошедетјата ѓедве и уројниот суксес ѓад кати панели. Благодарам Синиша за ова презентација, но и за поставените умешни прашања. Оти многу е битно во вакви чувствителни теми и после 20 години да се однесуваме умешно. Оти, иако знаеме конфликтот нели заврши со подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, но фактички еден од главните проблеми на пост 2001-та секогаш остана едно од главните прашања. Дали и кога заврши тој конфликт? И затоа, доколку сите беа умешни како што дискусиите следуваа и по години потоа, можеби многу побрзо ќе дојдовме до тоа дена поставените прашања, фактички од трите што јас ги гледам круцијално, што и денеска не е најден, можеби целопатен и сеопштеден одговор,
Но се разбира, филмовите како овој што денеска беа представени многу помагаат во креирањето на насоките по-конкретни, да бидат кон што треба да се фокусираме, што пропуштивме, која беше едната и другата страна на медалјата. Очигледно се работи за две вистини, но се разбира дека филмот придонесува очигледно за да обрнеме внимание и на некои работи што сега од една временска дистанца, можеби посебно и за генерациите што немат доволно информации и не го чувствува тој мирис на конфликтот, како што ние бевме во состојба тогаш да го чувствуваме, ќе помага и ќе остане дел од современата историја. Но не се сомневам со оглед на тоа, филмот што беше прикажан со оглед на тоа дека некои од искажувањата што беа пренесени во филмот беа од актери со кои јас имав прилика да работам токму во тоа време во пребродување на вистинскиот предизвик на тоа време. Не причини толку главоболка во разбирање на нештата и во осветлување на проблемите, колку самиот конфликт, колку причини поларизацијата во два екстремни света на двете вистини и би рекол двата пола кои што се појавија. Јас бев во тоа време еден од првите со Институтот за војна и мир од Лондон со колегата Ордановски во тоа време, што го покривавме конфликтот со анализи и имаше навистина голем проблем како барам да ги доближиме колегите и мненијата и јавното мислење, но и истражувањето барем кон еден диалог, кон една димензија на диалог. Ниту имаше претензии да се согласуваат, но барем да има диалог. Ценам дека од тој поглед филмот е прекрасна точка појдовна за еден понатомошен диалог. Имало и други потвати, но овој филм, мислам, ме враќа во она мојата тридимензионална, би рекол, дилема околу конфликтот во 2001-та и Охридскиот рамковен договор. Тоа се однесува околу трите прашања што се уште барат одговор и се уште еден полигон за истражување на идните генерации, но и сегашните генерации на истражувачи. Пред се, првото, кои беа причините за конфликтот, тоест што се случи со конфликтот? Што се случи во 2001-та точно? Имаше неколку обиди, но и покрај тоа што со, можеби би рекол, со години, мислам, пројде време, причините за вооружениот конфликт од 2001 година, кој што траеше 7 месеци, а потоа неколку годишниот период што предстојуваше со тензии и со криза што продолжуваше, од разни агли, од разни погледи беа сосема повторно спротивставени. Не само вистината по медиумите, туку и интерпретацијата што следуваше и ден денеска, што се случи, како се случи, е многу разнолична. Очигледно ние како општество со препознатливи разноличности и општество на мултикултурализам и во тој поглед некако сме препознатливи. Затоа мислам дека имаше обиди, но до сега не слушнавме и после 20 години некој да даде сосема точен одговор зошто се случи конфликтот 2001-та, според еден би рекол заеднички консензус и поглед да се согласуваме, а камоли да зборуваме за тоа дали успеавме да го постигнеме тоа што се вика dealing with the past, тоа е соочување со минатото на успешен начин. И ниту јас, ниту другите што пишува, не дека го избегнавме ова прашање поради тоа што е од комплексна природа
ова прашање, туку или поради тоа што немаше доволно информации покрај сите истражувања, но секогаш останавме во таа димензија околу прашање што се случи, одговорот на крај остана во тоа и останавме со тоа прашање дека се случи вооружен конфликт и едно поделено, поларизирано општество со две вистини. Тоа е едната поента. Втората поента, дилема околу тоа троидимензионалното, би рекол, сомнение и полигон на истражување што треба да се направи понатаму е фактички кога заврши конфликтот. Дали конфликтот заврши со потпишувањето на рамковниот договор на 13 август 2001 година или заврши со ратификацијата, која што беше со големи тензии под вистинска политичка криза, дали беше со имплементацијата, што се случи со имплементацијата, дали заврши 26 септември 2001 кога се случи тоа собирањето на оружјето од припадниците на ООН со операцијата на НАТО, или можеби таа криза се уште тече. И третото прашање, кое што е многу битно според мене и се уште чека одговор, мислам дека филмот помогна доста да се свати поентата на ова трето прашање, сега што ќе го кажам, дека пораките што ги носи Охридскиот рамковен договор како мировен договор на вооружениот конфликт 2001 година, се уште не ги свативме и се уште не се сватени доволно, или можеби не ги свативме како што треба. Зошто? Можеби поради тоа што не свативме дека во Охридскиот рамковен договор се уште има still secrets to be found, што се вика тоа на холивудски жаргон. Се уште не свативме дека Охридскиот рамковен договор беше пазворд, беше лозинка за нешто и за нашите, што побрзо да ја свативме таа лозинка и да ја применивме во нашето општество, можеби многу подалеку ќе теравме во евроатлантските интеграции. Значи, сакам да сумирам во таа точка дека ние не ја свативме не го свативме еден круцијален, значи клучен збор во целата приказна на конфликтот и договорот мировниот, дека тука беше еден збор, значи framework agreement, значи рамковен договор. Се додека беше рамковен, значи тоа требаше да се развие, тоа требаше тој дух да зрачи и да се прифати и за жал мислам дека тој дух некако остана да лебдит. Благодарам, Ветон. Гордана, се слушаме? Тонот не, аудиото не е вклучено, Гордана. Одлично. Дали се слушаме сега? Да, сега е Добар добро. ден на сите и извинете за техничките проблеми што ги имав во меѓувреме, меѓутоа сега се слушаме. Ме вративте на едно време и далечно и блиско. Меѓутоа, особено документарецот кој што и утрово го гледав ме потсети на многу работи, а по некоја случајност во последните неколку броја во весникот во кој што работам и го уредувам, имаме сведочена и фетони токму за рамковниот договор од двајца политичари поранешни и актуелни, со нивно гледање на она што се случувало и хронологија на настани. Она што мене ме радува е тоа што нашите двајца колумнисти, Стојан Андов, кој што е редовен колумнист, поранешниот прв претседател на Собранието, и господинот Мухамед Халили, за прв пат некако во ист весник, во исти броеви даваат две различни видувања, навидум од различни страни и покрај тоа што има многу преклопување. Но она што мене ме загрижува, да бидам искрена, што еве и 2 децении по тие случувања, сепак овие теми, овие дебати ги отвараат главно медиумите, невладините организации, а отсуствува една поширока институционална дебата
на која што ќе се пристапи многу поискрено и без триумфализам или фрустрации и без искажување на вредностни судови 2001-та, кој изгуби, кој доби, кој беше победен и кој беше поразен. Токму и затоа некако политичките пораки што се испраќаат повеќе се во форма на политички слогани кои што убаво звучат за соживот, за едно општество, за сите. Меѓутоа, во основа, цело ова време, овие 20 години, политичките партии, за жал, повеќе се занимаваат со проценти, со бројки, со некакви своји етноцентрични агенди, а многу помалку со она што значи помирување. За среќа, се согласувам со оценката искажана и во документарецот, дека новинарите не беа генератори на кризата и на конфликтот, не беа за жал ни граѓаните. Пак се сведува на политиката и кога правам некаква споредба, ние велиме дека на овие простори имаме две вистини, а моето долгогодишно искуство во полето на невладиниот сектор и на помирувањето, бидејќи бев долги години дел од една балканска иницијатива за помирување РЕКОМ, зборува дека таму има не две, туку 5 вистини, во зависност од тоа за кој простор се зборува. Па ќе слушнете српска вистина на работите, хрватска, босанска, косовска и во малку помала мера словенечка и македонска. Меѓутоа, морам да признам дека и покрај тоа што имавме таа јазична бариера во известувањето и не можевме до крај да знаеме што се пишува и покрај тоа што можеше од насловите со превод нешто и да се види, сепак пред неколку години имав можност да присуствувам во Љубљана на каде што на многу пластичен начин се виде колкава е таа поделеност и колку тешко оди тој процес на помирување, затоа што некако излегува дека е најтешко да одите спроти вода. Иако Билјана спомена во својата дискусија дека имала проблем да објасни и на своите дека не е придавник затоа обидува да биде неутрална. Истиот проблем го имавме сите ние и во сопствените редакции, во обкружувањето, бидејќи еве тргнувам од себе, јас бев етикетирана дека сум европејка и тоа беше кажано во лош контекст, некаква вредност и квалитет. Туку ако се залагате за некакви општи вредности, сте сликата се замрзна? Тонот е окей, аудио е окей, сликата е замрзната. Да. Добро, како и да е, понатаму во дискусијата ќе се обидам да ви пренесам и дел од моето лично искуство. Тоа би било убаво, токму заради помладите колеги, кои последниве години, за жал, живеат, работат и, морам да кажам, под наводници, учат за новинарството од потполно искривоколчени постулати и затоа, веројатно, ситуацијата денес е ваква како што е. Еве да се вратиме на Билјана сега. Какви се личните? Какви се искуствата, какви се сеќавањата на работата во 2001? Како беше да се работи за време на конфликтот? Како беше односот меѓу колегите?
BBC беше тогаш позитивна слика во смисла на соработка на албанскиот и македонскиот сервисите на македонски и на албански јазик. Но сепак имавте ли, еве, како ви беше односот со уредниците, зашто без оглед македонски сервис, но сепак е странски медиум, имаше ли обиди за влијанија од таму, имаше ли обиди за влијанија од тука, поради повисоки етнички, државни цели, повици за спас на државата, од една страна од надворешна или внатрешна агресија, од друга страна од аспект на патриотизам. Како се работеше во BBC во двата сервиса 2001? Видете, мене конфликтот ме затекна со речиси 4-5 години искуство во канцеларијата, дописништвото на BBC во Скопје. Така што со колегите, таму бевме двајца македонци, двајца албанци, понекогаш доаѓаше колешката од грчката редакција, доаѓаат доста од англиските сервиси, од телевизиите, кој како во регионов работеше, доаѓаа, прашуваа, разменувавме контакти и така натаму. Така што конфликтот влезе во нашето друштво ненајавено, односно 10 дена пред да се случи Танушевци и така натаму. Ако се сеќавате на новинарот Пол Вуд, тој дојде еднаш во канцеларија, ни донесе еден пијалок, веројатно сметаше дека ќе ни треба после информацијата што ни ја даде и рече, знаете што, зад границата има група вооружени луѓе, мислам дека кажа и бројка, нема сега да шпекулирам, кои ќе влезат на територија на Македонија и тука ќе почне конфликт. Ние му се нафрливме и едните и другите, и македонците и албанците, дека тоа е речиси невозможно. Зошто одеднаш конфликт во Македонија? Тоа што заврши зад границите и што се одвиваше нема никаква врска со ситуацијата тука. Албанските колеги исто така тврдеа, од каде сега? Да, имаме проблем со личните карти, имаат проблем луѓето што живеат во пограничниот регион, тие навистина имаат свој имот од другата страна на границата, не можат да поминат, ама зарем за тоа ќе се тепаме и така натаму. Полека тој список на причини се продолжуваше од ден во ден и одеднаш нашето различно толкување на настаните стануваше се поочигледно. Бевме различни од другите и сепак и покрај ваквите различни толкувања на секојдневните случувања, ние меѓусебно како да се проверувавме дали размислуваме во вистинска насока и како да се трудевме, многу се трудевме да ги разбереме, да се разбереме, ние сите работевме со години заедно. Бевме различни од другите од најмалку две причини. Прво затоа што разменувавме материјали од македонски и од албански извори оригинални, што не правеше да работиме многу професионално, да ги имаме двете страни изворно и да не бидеме новинари навивачи. Втората причина беше тоа што BBC го има забрането за употреба во своите извештаи зборот терористи. Ние не смеевме да го користиме зборот терористи. Дефиницијата во BBC е тие што една страна ги нарекува терористи, за другата страна се борци за слобода и така успеале да го решат сличен проблем не само во Македонија, туку секаде на светот, бидејќи во тој момент кога јас работев во светскиот сервис, таму имаше луѓе од барем 50 јазични редакции од цел свет, конфликти во светот, фала Богу, во секој момент има, и оваа формула навистина помага да се прават коректни извештаи и никој да не биде навреден. Како што реков и на почетокот, не бевме воопшто омилени, не бевме меѓу патриотите, не тапшаа по рамо, меѓутоа бевме доживеани во голем дел од сопствената заедница како непријатели и меѓу многу од колегите и меѓу слушателите, па дури некаде ова сето беше повод во извесен период, пак не можам да се сетам точно колку месеци, прекина со наредба, одлука од раководството на Македонската радиотелевизија, програмата на BBC на македонски беше прекината, односно реемитувањето беше забрането. Може би се реемитувавме на една до две мали радиостаници низ Македонија, кои беа приватни, меѓутоа и таму не сакаа. Јас се сеќавам на радиото Равел во Скопје, кој беше доста популарно во тој период. Пред да почнат вестите на BBC, во извесен период, луѓето, собствениците на радиото чувствуваа потреба да речат: ние се оградуваме од тоа што луѓево што ги слушате
во вестите на BBC на македонски не го користат зборот терористи. Па по кусо време се послужија со примерот на македонската радио телевизија, па и тие не исклучија. Работевме со месеци, како што тогаш велевме на суво, праќавме извештаи кои служеа за правење вести за регионот во дескот на светскиот сервис на BBC, меѓутоа не се реемитуваа во Македонија. И тоа доста не погоди. Знаете што значи да бидете казнет во собствената земја и да ве гледаат попреку, како што реков мене собственото дете веќе почна да ме гледа попреку и да ме прашува зошто работам за непријателската страна. Меѓутоа ова сето подоцна навистина ми помогна да не ме гризе совеста во ниеден момент и да не правам, да дефинитивно немам зад себе ниту еден пример од типот, сега ќе набројам само еден од примерите. Ако се сеќавате, имаше еден новинарски конвој во селото Пеарце во Тетовско. Мислам дека Лешочкиот манастир беше тогаш срушен, па требаше да го видиме, да го снимиме. Таму отиде цел конвој новинари под некаква заштита дека нема да бидеме нападнати. На враќање пуштивме радио и слушавме вести од државниот сервис, каде што велат конвојот на враќање е нападнат од деца кои го гаѓаат со камења. Ние бевме последното возило, пред нас одеше возилото од колегите кои го има испратено тој извештај, стварно не летаа камења и никој не гаѓаше. Така што ова сето многу создаваше проблем и во работата, и во комуникацијата потоа со колегите, со пријателите, со сите кои дискутираа за тоа прашање. Од друга страна, постоеше и една друга слика. BBC во тој момент, како во воено подрачје, имаше испратено 60 своји представници. Толку луѓе беа акредитирани во НАТО прес-центарот кој беше во тогашен Holiday Inn, ако ми се чини беше уште Гранд Хотел. Луѓето доаѓаа овде и се чудеа, затоа што ние им бевме домаќини и ги носевме да испијат кафе во некои од познатите скопски кафичи, каде што млади дотерани со кафиња, со цевки, со научари, времето што туку стана убаво, седеа и никаде не можеа да добијат впечаток дека во оваа земја се случува некаква војна. Сватија колку е сето тоа лимитирано и на територијата и во вестите, а не толку во реалниот живот. Затоа што нашите реемитувачи во Гевгелија се чудеа зошто такви извештаи, зошто ги полниме вестите, луѓето нема допирна точка со конфликтот во Македонија. Ова сето беше една доста необична ситуација. Како необични искуства, јас можам да ги набројам и честите разговори со луѓето од ОНА, припадници на ОНА, кои што ги слушавме по телефон. Јас можам да се сетам на еден таков разговор, зборував со човек кој зборуваше перфектно македонски, го снимавме. Тогаш имаа некоја акција и ми вели, јас сум инаку актер, сега сум во ОНА и еден ден, знаете што, ќе пиеме кафе во Скопје. Сето тоа делуваше и тогаш надреално, дека јас всушност зборувам со некој од луѓето што војуваат со мене, со моето семејство, со моите луѓе, и ми вели дека ќе пиеме кафе уште. Може би имам испиено кафе, не знам, навистина. Не можам да се сетам, бидејќи има некои од нив не се служеа со вистинските имиња, има нели псевдоними, некакви надимци, така што не сум сигурна, но можно е навистина и со тој човек да седат и да испи кафе. Ова искуство ме однесе понатаму да продолжам да работам во редакцијата во Лондон, затоа што некаде при крајот на годината, господинот Ветон спомна кога ли завршија действијата и дали конфликтот заврши. Всушност не заврши со потпишувањето на Охридскиот договор. Имаше уште многу воени действија на територијата на Тетовско, ако не се лажам. Во една прилика јас бев од тие упорните кои не знам зошто, сметав дека никој не може да ми го одземе правото да патувам до Охрид по најкраткиот пат. Па поради некои приватни проблеми во Охрид, јас решив во еден неделен ден да тргнам и да средам таму некоја поплава. Тргнав преку Тетово, гостива, нормално.
И одеднаш почувствувавме со мојот сопатник дека ни паѓаат сачми врз колата, дека уствари некој пука, не запреа, некој помина, облечени во темно, наоружани и не киднапираа. Тоа беше некаде во ноември, значи действијата воени трае и подоцна, и после Охридскиот договор. И може би редакцијата за малце да ми помогне да се ослободам од големиот притисок од работењето со месеци во такви околности. Отворија тогаш конкурс и јас се пријавив за да работам во Лондон. Значи јас бев една од киднапираните. И морам да признам, луѓето што ме киднапираа беа крајно коректни, а јас се плашав дека може да загинам од некој од топовите што пукаа раководени од, ми се чини дека тогаш Љубе Бошковски ја раководеше таа операција. Многу измешани се чувствата, многу измешани, јас можам да утре со дале да набројам вакви примери. И за среќа сето тоа заврши во таква атмосфера. Знаете што? Ние во канцеларијата имавме и меѓусебни расправи. Имаше дури многу покачен притисок, па една карта на која колегите си цртаа до каде, ако веќе мораме да се делиме, каде ќе биде границата и кој на која страна ќе остане и кога веќе сте запнале, едни бараат, едни ништо не даваат и така натаму. Но кога работите со луѓето со кои можете да разговарате за ситуацијата, да се ги проверите ставовите, па дури и да размислите кој збор ќе го употребите за да не повредите некој што е тука до вас, таква работа и таква редакција многу помага за полесно надминување на вакви конфликти. И им оставам простор на сите други секако, инаку ова е долга приказна. Благодарам, Билјана. Джелал, како беше 2001 да се работи во Факти, вестникот на албански јазик? Колку според тебе тој паралелизам во известувањето беше последица од една страна на напластената недоверба, од друга страна нашето, за жал, меѓусебно непознавање? Ова го велам поради тоа што најголемиот дел новинари во албанските медиуми знаат македонски, многу малку колеги во македонските медиуми разбираат албански. Па сепак, еве да речеме дека колегите што работеа во албански медиуми имаа повеќе можности да бидат поинформирани. Дали беше можно професионално известување во медиум на албански јазик 2001, а да не се навлече гневот целната група на која и се обраќал Факти тогаш како медиум? Знаете, јас го памтам и датумот беше 22 ноември, кога беше првиот ден, работен ден мој како новинар во Факти. Тогаш бев примен како новинар. И мислам дека на почетокот на јануари се случи инцидентот во Тејаце. Јас живеам во Тејаце и знаеш, немав искуство во тоа време и не знаеш што всушност се случува. И се вратив и немав мобилен телефон тогаш. Се вратив дома, се јавив во редакција и реков дека тука се случило нешто. И мислам дека има загинати и повредени полицајци. Тогаш уредниците ме посочуваа да останам таму, да најдам фотоапарат, ако може некако да сликам. И фактички, после еден месец или колку, 1,5 месец во Скопје, јас се преместив да известувам во Тетово. После известувањето за тој чин, јас продолжив да известувам и за повиците кои доаѓаа секој ден од фамилии кои живеа во различни села во Тетовско, кои што сведочеа дека кај ни влегла полиција без ниту еден налог, дека биле малтретирани, заплашени. После тој настан имаше една голема операција. Мислам дека господинот Бошковски тогаш беше директор на ДБК, тогашната ДБК, и тој ги водеше акциите. И имаше контроли кај сите
во сите куќи во кои што се сомневаа дека нешто може да се најде. Фактички тогаш мислам дека и тогаш почна таа несигурност од страна на граѓаните, етнички албанци кои живеа во тоа време во овие краишта, дека фактички тие не се заштитени од страна на полицијата која фактички функционира и со нивните данъци. И беа несигурни кога ќе гледаа полициски патроли и оваа поставеност на институциите мислам дека беше тоа што посакува луѓето што планираат тука да се случи војна. Јас ја памтам изјавата после конфликтот на починатиот лидер на ДПА Арбен Џафери кој беше прашан што се случи, дали ти беше на погрешниот пат за да ги оствариш тие права на етничките албанци во Македонија, а Ахмети имаше право дека со конфликт може да се остварат. И тогаш изјавата на Џафери беше јас бев спремен за маратон, но Ахмети почитуваше спринт. Факт е дека коалицијата ВМРО, ДПМН и ДПА во тоа време делуваше посмирувачки и похрабро во однос на адресирање на сите барања што тогаш постоеја од албанските политички партии. И факт дека тие многу похрабро се нафатија да ги решават сите тие проблеми кои што постоеја помеѓу етничките заедници и земјата да тргне напред како заедничка за сите граѓани, но мислам дека таа погрешна поставеност на институциите, особено на полицијата, мислам дека беше доволен материјал за тогашната ОНА да покаже дека полицијата не може вас да ве заштити, напротив, таа е ваша закана. И со тек на времето и она добиваше се поголема поддршка од етничките албанци, не за друго, туку заради заштита на нивните домови, за лична безбедност на тие што живееа во овие предели. И јас како новинар тогаш немав тој лукс да изберам страна, што од една страна беа владините безбедностни државните безбедностни сили, каде што делот таа влада беше најпрвен ДПА, па потоа и се вклучи во таа широка коалиција и ПДП, а од друга страна беше она која се повеќе придобиваше симпатии кај обичните албанци. И јас во текот на тој дел од кариерата го немав тој луксус да застанам, зашто јас ги сваќам сите новинари и колеги македонци, но и колеги албанци кои фактички одвраа страна. Зашто кога имате војна, кога имате конфликт, првата жртва ви е разум. И без разум вие не можете да демонстрирате професионални вредности, стандарди и така натаму. Или не знам чива е изреката, ја вели дека во еден пат каде што се движат коли во две насоки, ако стоиш на средина, тогаш имаш повеќе опасност да бидеш повреден. Така што сите колеги некако мора, не дека беше нивен избор, туку мора да завзема страна и од таа страна да известува за тоа што се случуваше на терен. А друга беше ситуацијата во собранието, каде што секој ден кога не бевме на терен, пиевме кафе, па дебатиравме, па некогаш се каравме, па частевме кафе еден на друг. И така се одвиваше времето. А
памтам една ситуација, мислам дека не памтам кој точен датум или месец, но стигнавме во собранието, во фоајето, таму во прес-центарот, и сите бевме зачудени од насловната страница на вечер, која што фактички беше еден план на Ману за поделба на држава или размена на територии. Не ми е јасна сега што не можам да се присетам што беше точно, но знам дека беше една понуда на Ману како да се реши конфликтот, тоа што делот северозападна Македонија да биде припоена кон Албанија и делот Устец, мислам дека таков беше планот. И некако станавме сите зачудени. Јас почувствував дека многу колеги и како да ги фати страв, зашто нели до тогаш беше еден вид, како да кажам, знаевме дека тука има присуство на странски фактор кој нема да дозволи ситуацијата да излезе надвор контрол. Или имавме ситуации каде што нели бевме запрани од полицајци, па и од, мислам дека тогаш беа единица лавови кои што делуваа повеќе како припадници на воена или полициска единица, етничка полициска единица. Знам дека од колеги од Факти беа приведени и во Куманово, беа приведени и во Скопје. И на сите странскиот фактор некако ни беше спас, како што на Билјана исто така била киднапирана во Тетовско. Но кога видовме дека тој план реално и е објавен и имаше молк од страна на владата, мислевме дека тоа е веќе почеток на една по жестока фаза на војната. Знаеме дека до тогаш нели преговорите се одвива за промена на устав, за права и за еднаквост на сите граѓани, но кога видовме дека веќе има конкретен план за размена на територии, тоа беше една страшна информација што фактички не остави без збор сите. Проблемот е што да. Сакав пред да го прашам нешто професорот во контекст на ова што го изложивте и ти, Билјана, само сакам уште Гордана да ја прашам за нејзините лични искуства од 2001, особено за соработката во филмот. Многу добро колегата раскажува за позицијата на дописниците, односно локалните новинари, во однос на репортерите кои доаѓаат на терен, оти тие луѓе таму мораа и да живеат, во секој случај, во местата каде што директно се одвиваа воените конфликти, и да живеат, да бидат припадници да бидат македонци или албанци, ама и да известуваат професионално и да останат пак да живеат таму. Во однос на бројните колеги од странство кои пак доаѓаа овде со бедекери, подготвени, знаеа се и за Македонија, и за албанците, и за македонците. Тоа некојаш предизвикуваше смеење кај домашните новини, некојаш кисело смеење. Какви се твоите искуства и на работата на терен, и работата во дескот, и во комуникација со колегите од странство? Па вака, прво не можам до крај да се согласам со Джелал дека бевме принудени во тоа време да избереме страна. Затоа што за волја на вистината во македонските медиуми, условно кажано медиумите на македонски јазик, постоеше и некаква шареноликост, па дури и некаква желба да се држиме до некакви принципи, да нема генерализирање, да нема етикетирање. Кога ова го велам, ќе
се навратам на еден случај во мојата редакција. Јас во тоа време бев уредник на политичка рубрика во Утренски весник. Тоа беше релативно нов и млад весник, кој што се појави во 1999 година. Иначе прва насловна страница беше Бил Клинтон и за време на неговата посета на Македонија и на избеглиците. Затоа што мислам дека дел од македонските медиуми знае и да бидат и покритични и кон своите, условно кажано. И да внимаваат на говорот на омраза и да не се додава масло на оганот. Сеќавам на една ситуација, во тоа време една моја помлада колешка понуди да направи разговор со еден млад пратеник од владеачката партија, кој што во тоа време се пријави како резервист. Да бидам искрена, познавајќи го тој пратеник, очекував дека може да биде и жесток во оценките, но не и до толку дека ќе повикува со говор на омраза, конечна пресметка со албанците и така натаму. И во консултација со главниот и одговорен уредник, бидејќи мојот беше став таков, ние одлучивме да не го пуштиме тоа интервју, бидејќи проценивме дека не ни носи добро ниту на весникот, никаков квалитет нема да донесе, ниту пак нешто ќе има некаква информација или користи за вкупниот медиумски простор, туку напротив ќе донесе уште повеќе и нервоза и тензии. До ден денеска и покрај тоа што помина 20 години, тој тогашен пратеник, а сега е веќе средновечен функционер на опозиционата партија, кој што е помина низ својата професионална кариера и низ многу институции, при секоја средба ме обвинува дека сме го цензурирале. Но и тогаш и сега сум уверена дека донесовме вистинска одлука и дека тоа ниту личеше на имиджот на Утренски весник во тоа време, кој што најмалку јавеше на бранот на национализмот и многу водеше сметка да биде колку може во такви услови попрофесионален. Кога ги спомнавме дописниците, навистина добивавме фидбек од нив дека треба и мораат да бидат малку внимателни. И повеќе дел од дописниците, особено во тие два реона Кумановски, практично трите реона опфатени со конфликт беа Скопскиот, Кумановскиот и Тетовскиот, беа повеќе логистика, во смисла на тоа на нашите новинари да им помогнат со контакти со луѓе, затоа што има право колегата Небојша, тие мораше и мора и се уште живеат во тие средини и не смеа да си дозволат напливи на национализам, на преголеми чувства на патриотизам, но да не ме сватите погрешно, мислам дека во тој период и албанските интелектуалци и колегите од албанските редакции некако не беа склони да ги критикуваат и своите политичари албанци, ниту па она што се случуваше и беше поврзано со она, додека македонските медиуми, мислам дека и порано и сега се во тој дел поотворени за критики, па дури и помеѓу себе да се расправаат за некакви оценки. Меѓутоа, пак ќе кажам, и ќе го спомнам тој состанок во Љубљана, што имав прилика да присуствувам неколку години подоцна, она што таму се случуваше, она што таму можевме да го слушнеме, ни оддалеку не наликуваше и не беше на она што ние го правевме и мислевме дека треба да го правиме како новинари во 2001-та.
затоа што таму национални медиуми, јавни сервиси ширеа и влегуваа во воена пропаганда, па дури и креираа лажни настани што не се случиле, што во суштина е многу лесно за да се подгрее атмосферата. Но сега од оваа дистанца, 20 години потоа, ако се прашаме дали ја научивме лекцијата од минатото, делумно да. Но дали е тоа доволно? Не. Затоа што сега имаме една друга ситуација, тоа е еден наплив на содржини на социјалните мрежи, а тоа е едно поле неконтролирано, каде што постои толкав говор на омраза, кој што ниту се санкционира, туку едноставно ликови заскриени зад туѓи никнеймови, без фотографии, си дозволуваат се да кажат и се да напишат. Оттаму мислам дека одговорноста на нас како новинари, да не бидам разбрана дека се служам со говорот на политичарите и со флоскули, е огромна. Еве, јас не сакам да го злоупотребувам тој момент, но неколку дена пред потпишувањето на рамковниот договор беше убиен кај Љуботенски пат член на моето пошироко семејство. Меѓутоа, ниту тогаш, ниту сега дозволив тоа да ми биде алиби или оправдување за да можам да си дозволам отровот да навлезе во мене, затоа што предпоставка е дека новинарите треба да имаат еден степен на поголема одговорност од обичните граѓани, бидејќи се занимаваат со јавна професија која што може да направи многу штета. Затоа што секој збор, ако не е добро одмерен, може да се врати како бумеринг, меѓутоа и многу штета да направи. Благодарам, Гордана. Само сакам госпоѓа Раими да ми одговори дали може би, пред да му дадам збор на професорот Ветон, имаме уште 10 минути од терминот. Дали може би има прашања од учесниците, од гледачите, така да ги наречам, иако има да се подготват, а до тогаш Ветон како учесник, некогаш беше и координатор на сите тие обиди за изнаоѓање заеднички јазик, за поттикнување на диалог, како меѓу политичари, така и меѓу политичките странки и граѓанскиот сектор. Како би твојот став денес, после 20 години? Дали во едно такво, длабоко поделено општество, во кое две национално максимално хомогенизирани страни мора да неминовно предизвикуваат и стереотипни ситуации и се оди кон антагонизам уште попродлабочен. Дали има било какво место за оптимизам? Дали може да се очекува дека во ова денешно македонско општество новинари македонци, новинари албанци ќе бидат на еден ист настан, сеедно дали е одбележување на Карпалак или е одбележување на Љуботен, Љубанци каде беше, и нема да има паралелно известување, нема да има емоции над професија. И дали си ти воопшто оптимист? 20 години поминаа, а и книги напиша и дел од животот вложи во преговарање. Апсолутно. И тоа без колебање оптимист, да ти кажам искрено. Знаете што, некогаш размислувам дека сега ме поттикна да ја враќам една стара мисла што ја имав секогаш во себе и можеби денеска првпат еве тука ја изложувам, дека песимистите секогаш ќе се радуват во
плуралните околности, би рекол, во средина на разноличности, доколку успеват да ги колебат оптимистите во нивните сонови за градење на мостови. И се разбира дека во ниту еден момент нема место за песимизам, се додека размислуваме што поголем број од нас и сите заедно да продолжиме, да не се предаваме во изградба на мостови. Ние сме една земја и посебно со еден главен град со многу мостови, и тоа истакнати и синоними на маскоти на историски на градот, на Скопје, и некако забораваме дека можеби ние имаме некоја судбина секогаш да бидеме архитекти на нови мостови што не спојуваат, а не двојат. Јас не гледам никогаш лошо, да не се лошо разбереме во паралелното известување. Се додека е тоа дел од плурализмот, медиумскиот плурализам. Но гледам, се разбира, скептичност и сум некако вознемирен кога во тоа паралелно известување и тогаш и денеска гледам промена, диаметрално спротивна промена на вистината. Гледам проблем не во известувањето колку во синдромот на двете вистини и затвореност во заедниците, а не во тоа што секогаш беше една од причините на конфликтот 2001 и денеска е проблем и генератор на многу кризи во оваа држава. А тоа е недостатокот на волјата, визијата и капацитетот за диалог. Доколку ние се заложивме и се залагаме и за меѓуетнички диалог, но да се разбереме и внатрешно, значи етнички во етникумите да има диалог. Зашто? Ако гледате еден од генераторите на кризите, секогаш е недостатокот на што предходува обично на кризите политички кај нас историски сите овие децени. Недостатокот на диалогот и внатрешно етнички, но и меѓуетнички. Гледам дека имаме научени лекции. Сосема се согласувам тоа што господја Гордана Рувње го кажа, за имаме некои научени лекции од оваа временска дистанца. Сите ние, мислам дека не само тоа дека го гледаме поради по некој си професионален развој како резултат на тоа, туку може да кажем и како резултат на една поголема зрелост да ги гледаме работите како нешто, и сваќаме дека треба да гледаме секој што пореално. И зошто сум мислам оптимист? Зашто се уште ние имаме време да градиме мостови за диалог. Охридскиот рамковен договор, да не забравиме, можеби денеска некој од нас заборави тоа да го каже, но можеби и го каже, ја го препуштив, е пред се договор на компромис. И секогаш компромисните договори не проаѓаат толку лесно кога се работи за две спротивставени етнички заедници, што значи дека во овој случај двете страни не беа задоволни, но го прифатија тоа за име на мирот. И тоа е тука за тоа што се прифати во име на мирот и од тука секогаш значи произлегува тој оптимизам. Значи има една категорија што знае спротивставените страни и непријателствата да ги заустави. Побитна категорија е мирот. Охридскиот рамковен договор, да не забравиме, влева оптимизам, иако денеска можеби помалку и помалку го спомнуваме, но влезе со еден оптимизам оти почна да помагат за демократијата. Текот на процес на имплементација на овој договор воопшто не беше лесен, беше со многу тензии, голема отпорност, големи дилеми од едната и другата страна, но битно дека
овој договор почна да помага за процесот на демократизација на државата. Но, без разлика на тоа дека двете вистини продолжуваат да лебдат и продолжуваат да бидат вистински предизвик, сепак Охридскиот рамковен договор и сето тоа што после следуваше во смисла на усвојување на новите реалности и покрај големите тошкоти и заедничката работа со меѓународната заедница даде еден вид оптимизам дека сегментот на недискриминација, правичното представување и еднаквото представување, парламентарните процедури покажа дека беа сосема тешки, но сепак на тоа пројде како едно ново поглавје за признавање на реалности за нова демократизација. Но, значи, од една страна е димензијата на пацификација, мирување, но од друга страна ценам дека иако со големи драми, ние почнавме едно поглаве на европеизација преку овој рамковен договор, освен пацификација и демократизација истовремено. Да се подсетиме, 20 години скоро после тој конфликт откако се потпиша мировниот договор. Дека кои беа 4 основни идеи во пошироки линии, општите линии. Ветон. Само ова да го довршам е многу Ќе морам да се извинам малку да скратиме заради тоа што терминот го проби. Те молам ако можеш да заокружиш. Добро, ајде. Политичкото ребалансирање беше првото, второто престанување на непријателствата, децентрализацијата на власта, но имаше и културни аспекти. Некако ние можеби не работевме доволно и не ја свативме не политичката компонента, тоест на културните аспекти доволно и не свативме можеби дека сепак овој беше еден мировен договор кој што требаше понатаму да почне да не донесе нас во една димензија да рефлектираме и кога рефлектирате вие сами сваќате дека влегувате во зона на еден оптимизам. Јас би сакал со некој оптимизам и да го, иако сум роден песимист, знаеш, секој песимист е оптимист со искуство, но би сакал оптимистички да го завршиме, ама имаме обврска. Доктор Васко Стамевски постави прашање до сите новинари кои сака од панелистите нека одговори. Дали според вас 2001-та имаше нарачани текстови или вести од политички челници, независно од која страна, зашто според него многу често она што тогаш го гледавме или слушавме на терен не кореспондираше со реалноста. Доколку според вас имало такви која им била намера? Еве, јас ако може Повели, Жо. да одговорам. Не дека тогаш имало, но сегогаш има такви нарачани текстови. Ние слушнавме и учесници директно што биле ангажирани во конфликтот како униформирани, кои што можеби биле идеалисти во тоа што слушале тогаш и верувале во тие наративи кои биле изградени, но да не забораваме, политичарите сегогаш мислат на нивните политички придобивки. И факт е дека во вестникот кај што јас работев, имаше некаква близкост со тогашната Демократска партија на Албанија, која беше дел од власта. И како таква, затоа не се сложувам со Гордана, која рече дека немало текстови кои што биле против, не знам, она, против политичарите. И тогаш мислам дека имаше текстови кои што
Јас памтам еден текст кој што го напиша тогаш сопственикот на факти и повика она да се самораспушти, да го предаде оружјето, што фактички тоа не е, според него не беше војна за човекови права, туку беше војна за да се урне ДПА од власт. И тогаш памтам дека бевме ограничени да се движиме како што беше вообичаено порано и од другата страна и да земаме изјави од представници на ООН и припадници на ООН или нивните политички лидери. Имаше безброј случаи кога имавме многу нарачани текстови кои што нема автор. Но во контекст на конфликтот тие текстови каде што јас работев не беа во правец на разгорување на војната, туку беа во спротивен правец. Да се минимизира улогата на ООН во целиот тој политички процес и интересот на ДПА тогаш да беше таа да биде носител на тој процес, а не да биде делегитимирана како што се навестуваше дека ќе се случи. И фактички со она се делегитимира политичките партии на албанците. На нив просто кажано им беше воочено дека вие не сте постигнале ништо до сега. И тоа се покажа и на изборите во 2002 година, парламентарните избори, каде ДУИ како партија произлезена од она доби над 80% од гласовите. Како медиум, уште еднаш сакам да нагласам, како медиум, секојдневно ние имавме интервјуа, изјави, особено изјави од Ѓорѓи Трандафилов, кој беше портпарол на АРМ, Стево Пендаровски тогаш беше портпарол на МВР и Маријан Ѓуровски, мислам дека беше во тој кризен штаб. А истовремено имавме и изјави од команданти на ООН. Но затоа реков јас дека ние го немавме тој луксус, иако можеби не сакам да се пофалам дека немаше и кај медиумите на албански јазик занес патриотски, етноцентрички и така натаму, но го нема тој луксус за да застанат на страната на ООН, зашто немаше страна. Што и во самиот албански кампус, условно кажано политички, беше ООН на една страна и политичките партии на албанците од друга страна. И уште нешто да поентирам, мислам дека Утрински беше првиот вестник што објави едно интервју со господинот Ахмети, откако се беше навестено дека ќе формира политичка партија и не памтам кој беше председател на Собранието или виден функционер на ВМРО, беше еден вовед во запознавање и на другата страна кога станува збор за тоа што се случуваше на теренот, таа беше под контрола. Джо, благодарам. Јас имам многу неблагодарна функција денес и мене е тешко човек да ме запре кога сакам да се доискажам. Меѓутоа рокот го пробивме. Го пробивме 10 минути. Свестен сум дека не одговоривме на најважното прашање како новинари пред се. Што се ни се случи 2001? Делумно одговоривме на оние основни прашања. Колку успеавме како новинари да проникнеме во опачините на 2001, колку е успешен тој процес на лекување на рани, колку е успешен тој процес на помирување и дали е успешен. Дали нацијата се уште е поважна од професијата и од професионалноста. И тоа сигурно ќе остане на уште многу вакви слични дебати и панел дискусии.
Пред да и дадам збор за одјава на господите Раими, само да им се заблагодарам на сите оние луѓе кои досега беа вклучени на оваа платформа, на нашите четворица панелисти и на господинот Лунгвич и на организаторите што ни овозможија да се подсетиме барем малку на 2001, да го промовираме филмов, документарецот и да се обидеме, што знам, со тоа подсетување и како новинари да проговориме и за себе и за својата професија, тогаш и многу помалку денес, со оглед на сето тоа што во таа професија и денес се случува. Од мене толку за денес, не ајде повеќе. Благодарам се, Ниша. Нема многу да одземам јас време. Ви благодарам на сите што прифативте да се навраќате во 2001 и колку толку да имаме некоја дискусија поврзано со тоа паралелно известување. Исто така голема благодарност до Лулиета што ни преведуваше цело време. Фала ти многу, фалемдерит шум. За крај, само да ви најавам дека по денешниот настан ќе следат уште 2 панел дискусии. Затоа јас ве поканувам, доколку сакате, да ја следите нашата Facebook страна, таму ќе ги објавиме. Втората панел дискусија ќе ни биде на 9 април, тоа е исто петок, и третото уствари интервју 16 април. Толку од мене, навистина фала многу, драго ми е што еве успеавме време на пандемија колку толку да го промовираме документарецот, па се надевам дека во подобри времиња ќе имаме сличен настан и со физичко присуство. Фала ви Фала ви многу. на сите. Благодарам за сите. Дерит. Panderet, Nathanemir. Натане мир, фалемдерит. Благодарам.